12 јуни, понеделник, ново издание на дебатната 24 анализа. Добро вечер, почитувани гледачи. Некако се чини дека се одбројува до уставните измени. Попладне во вечерва еден владин функционер ке рече веќе не е прашање дали ќе се случат уставни измени, тоа е известно, прашање на кој начин тие ќе се спроведат. Прилично бурен понеделнички ден со полни партиски реакции, но и реакции од меѓународна заедница. За уставните измени денеска се огласи Амбасадата на САД во земјава, се огласи Европската унија официјално, имаме информација од Германија, в четврток заседава Бундестагот, намаса резолуција за поддршка на Македонија. Уставни измени дали како 4-5 дена по лидерската средба. Вечерва на оваа тема, актуелна тема од која не можеме да се одлепиме и да избегаме, дебатирам со представници на политички партии, на водечки политички партии во земјава. Во студиото мои соговорници ги најавувам Елми Азири, Алијанса на албанците. Добро вечер, Азири. Добро вечер, благодарам за поканата. Мартин Кустовски од СДСМ. Добро вечер, Кустовски. Добро вечер, благодарам на поканата. Бојан Стојановски, ВМРО од ДПМН. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Стојановски, јас би сакала еве со вас да започнам како опозиција. Дали нешто од овие реакции денеска што ги прочитавте и ги примивте ќе влијае врз промена на последниот став на вашата партија, на ВМРО ДПМН, во однос на уставните измени? Па не, заради тоа што ние сме кажале напати дека нашите ставови, нашите размислувања и политика ги градиме исклучиво на размислувањата и на тоа кое што го добиваме како импулс од народот. Секако дека ги цениме сите размислувања на пастве и од тие институции, но тоа кое што сме го кажале, нашиот став е јасен, дека уставни измени под бугарски диктат нема да се поддржат, но за тоа еве во изминатиот период, конкретно на лидерската средба, ние понудивме две решенија за кои што верувам дека ќе направат брз исчекор кон нашите евроинтеграции, кои што во моментов се застанати и закочени. Така да очекуваме владината коалиција да излезе и да каже кој од тие две сценарија го поддржуваат, па од тој момент натака веќе можеме да разговараме. Како што кажав, само ќе ве потсетам на денешното партиско соопштение на ВМРО ДПМН, на реакцијата на Европската комисија, дека овој пат треба можеби самата Европска комисија да размисли со некаков акт да ни покаже дали навистина ние како држава, како граѓани кои што живеат во Република Македонија заслужуваме, навистина не сакаат во тоа друштво и можеби треба да направат некој чекор во таа насока. Инаку последната позиција на ВМРО ДПМН е уставни амандмани со одложено дејство и влада што со еве би рекол сите партии освен дуи во незе. Да се разработиме, сценаријата. Така да тоа е вака сумирано што би могол да го кажам за овие реакции. Јас еве да прочитам дел, нели да парафразираме дел од таа реакција на Европската унија денеска. Европската унија практично вели усвоени се заклучоци и по тие заклучоци треба да се постапува, не чека следната меѓувладина конференција на која што треба да ги стартуваме пристапните преговори. Па таму има два документа, еден е преговарачка рамка, а друг кој што се усвоени заклучоци од Советот. Прво, никаде во преговарачката рамка, се извинувам, не е декларативно наведено дека не може на овој начин да се ефектуират било какви амандмани во Уставот, а втората работа, тие заклучоци кои што се усвоени од Советот, исто така тој Совет може да ги преформулира на поинаков начин, нормално доколку имаат волја нашата држава да се најде во тоа друштво без непотребни уцени од никого. Костовски. За жал, мора да потенцирам на почетокот на самата деветна емисија дека колегата Бојан Стојановски не треба да биде заложник на она познатата народна дека од дрвото не може да ја види шумата, и ми е навистина жал што таквите реакции од нашиот стратешки партнер Соединетите американски држави, од официјалниот Брисел за детално, прецизно и навремено кажување кои се следните чекори што треба да се направат, да не им се битни воопшто. Меѓутоа, како и да е, јас ќе го поздравам чекорот на Христијан Мицковски со неговото еклатантно прифаќање на уставните измени, еден сериозен чекор што е направен од неговата страна, бидејќи навистина бевме заложници над година и пол на сето она што беше бугаризација, асимилација, ширење на хистерија во народот. Можеби се освестил човекот и целата елита во ВМРО ДПМН дека навистина направија сериозен расцеп во македонското ткиво. Ако сме браќа и сестри во целата држава, тука мислејќи на сите народи што живеат во Македонија,
логично е да се почитуваме и заеднички да ја грабиме она наша стратешка цел 91 и навака. Многу пати знаеме да чуеме дека во изјавите на колегите од ВМРО ДПМН на собраниската говорница или каде да е, тие го црпеле мислењето и го креирале ставот врз основа на расположението на народот. Впрочем, и СДСМ го креира својот став со храбри, одлучни одлуки од 91 па навака. Двете стратешки цели беа влез во НАТО и членство во Европската унија. Првата стратешка цел е остварена со лидерството и со харизматичноста на лидершипот на Социјалдемократскиот сојуз. Се надевам, сигурен сум дека и воедно ја поздравам храброста на Христијан Мицковски да ги прифати овие уставни измени и да обстои на ставот на пресконференцијата по лидерската средба, бидејќи едноставно се надам дека човекот Ако да слушам различни ставови за една ВМРО ДПМН Стојановски зборува, вие како да говорите за друга, ќе поразговараме. Бидејќи ја коментирам она што беше на лидерската средба. Да, ќе го прокоментираме и ставот. Дали имаме промена во ставот или имаше некое спинување во однос на информациите по лидерската, ќе прокоментираме. Само ако може да завршам, ние како сериозен партнер во овој заеднички процес, каде што пруживме братски рака, да ја поделиме власта со 5 министерства, коментираме она што кажа Христијан Мицковски и се надам дека првиот чекор е направен, ќе обстои на кажаните зборови и ево тука вечерва го охрабрувам и него и целото ВМРО ДПМН да заедно рамо до рамо со СДСМ направи навистина историски чекор. Ќе прокоментираме како се толкуваше таа средба. Азери, како да ги прочитаме овие информации од САД, официјални соопштенија се, еве само ќе потсетам што напишаа попладне во вечерва од САД, ги охрабруваме сите политички партии да седнат на маса и да бидат дел од дискурсот за иднината на земјата. Благодарам. Јас мислам дека не со последните изјави, туку години наназад и со други изјави и со други конкретни акти и чекори и помош на и Европската унија и Соединетите Американски држави секојдневно покажува дека ја сакат Република Северна Македонија и ја сакат целиот регион, таму кај што се западните сили, таму кај што се цивилизациите, кај што тежнееме и ние како народ и како регион. Впрочем, јас во неколку наврати сум кажал дека сите успеси што ги има Република Северна Македонија на еден или на друг начин се спонзорирани, не во смисла финансиски, дури на тој начин се спонзорирани од Соединетите Американски држави и Европската унија. Ние како држава, ние како регион немаме други пријатели. Тие слушаат секојдневно се во контакт со нас и со граѓаните и со политичарите и чувствувале потреба уште еднаш да докажат, да покажат дека се со македонскиот народ и со сите граѓани во ова држава. Долго време сте во политиката, како само да завршам, да ги прочитаме? Затоа и Бундестагот се одлучи да изгласа резолуција дека македонскиот идентитет е посебен и така натаму. Сакав да поразговараме посебно прашање за потегот на Германија. Што кажуваат САД и Европската унија со ова сега во пикот на САД и Европска унија покажуваат дека ова ни е шанса која не треба да го пропуштиме за дневно политички и партиски интереси. Ги поздравуваат и ги охрабруваат сите политички партии да си седнуваат на маса, како што си седна премиерот Ковачевски со председателот Мицковски и другите политички чинители во земјата, и да ги изгласат уставните измени, затоа што тој е единствениот пат на Република Северна Македонија кон членството во Брисел. Тоа не го сакаме ние само како политичари, тоа го сака народот. Еве, излезете, земете микрофон, прашате го народот што сака. Народот секојдневно бега кон земјите на Европската унија, претежно кон Германија, таа Германија што еве уште еднаш ќе изгласа во својот парламент, во Бундестагот, резолуција само за да не убеди нас како држава и како граѓани дека има една силна држава и Европската унија цела како што е, ја признава посебноста на македонскиот народ, македонскиот идентитет, македонскиот јазик и така натаму. Да, имам ја прашања во овој дел, да, за да отвориме дебатата. Ве молам, за да Стојановски сакаме да прокоментираме во овој дел сега, ВМРО ДПМН прифати уставни измени или не прифати уставни измени? Бидејќи како да зборуваме за различна партија и различни позиции. Точно, затоа да бидеме многу прецизни во квалификативите. Прво вака, јас сакам да го поздравам тоа што пратеникот Костовски го поздрави ставот
на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и направи една дистинкција затоа што партијата и премиерот го поздравуваат договорот кој што не се случил. Што е ставот на Христијан Мицкоски? Нема промена на устав по бугарски диктат и има две понуди кон СДСМ за кои што очекуваме да се произнесете. Така да добро е што мислам дека конечно сме почнале да освестуваме пратеници од мнозинството дека може и поинаку да се реши овој проблем. Од аспект на тоа што вие го кажавте, ние еве да одговорам со реторичко прашање. Ако навистина некој се нафатил да ги направи овие уставни измени под овој диктат, зошто досега не се закаже собраниска седница за гласање на тие уставни измени, токму по овој диктат на кој што двајцата господа говорат дека треба да се изгласат? Нели е тоа нормално? Беше лидерската средба, вечерта сигурно ќе прославеа во централниот штаб, ќе се закажеше собраниска седница и тие уставни измени ќе беа изгласани. Не е точно дека некој се согласил и тоа е само растурање на пердови во јавноста. Едни одговорни политичари треба да одговорат дали и на кој начин ќе ги ефектуираат понудите на ВМРО ДПМН кои што се јасни и кои што се на маса, а кои што даваат одговор на две важни прашања. Прво, заштита на целиот идентитет на сите граѓани во оваа држава, особено на македонскиот ентитет и брзо откочување на евроинтеграцискиот пат, кој што сега е закочен не по вина на тоа што ние не сме дел од проблемот, кога се потпишуваше договорот велевме немојте на овој начин. Француските заклучоци кога се усвојува исто така велевме, не одбиваа, нудевме помош и сега имаме проблем за кој што ние нудиме решение. Само да финиширам со една реченица. Велите народот бега од оваа држава. Точно господине Азирија, знаете ли зашто најмногу бега во последниве 20 години? Ради Дуи. Е токму во овие наши два предлога и во двата предлога Дуи треба да биде развастан и треба да замене во опозиција. Токму вие како партија кој што имаше лајт мотив да ги испрати Дуи во опозиција, треба да бидете најмногу заинтересирани за овие предлози, а не да велите дека ете ќе ја напуштиме владата само ако се случат измените тогаш или за било кого. Еве го решението на тој проблем. Да, идем по еден. Ајде. Имав намера и пред ова да реплицирам, ама сега предмост му давам на последното, Бојан колегата што го кажа. Ако мислиш дека ќе почнам да ја бранам Дуи во оваа емисија, значи имаш погрешно мислење, затоа што вие, барам како колега, сите наши пратеници во собранието ги знаете какви ставови имате и зашто. Колега, политиката има приоритет. Приоритет над сите приоритети за Алијанса за албанците и за сите граѓани, претпоставувам, во оваа држава, е членството во Европската Унија. Ние сме свесни каков чекор заземавме кога влеговме во влада. Владата беше каква беше, со бројки кои беше, и имаше реални ризици да падне владата и да одиме на предвремени парламентарни избори. И сега Дуи ќе беше во опозиција. А вие можеби ќе бевте не ми треба мене ни власт ни ништо ако ни се затвори патот кон Европска Унија и доаѓаат тука разни други сили кои не се повика. Па хрватскиот модел зашто не го прифатите тогаш? Да го завршам. Ако е сега поентата евроинтеграцијата, еве хрватскиот модел исто така. Ако сакате ќе разговараме и за тоа, но ќе се прошириме во недоглед. Ако сакате и за тоа ќе разговараме. Не може да го споредиш, да ја споредиш Хрватска со Македонија. 91,5% во Хрватска живеат хрвати. 8,5% се сите други националности. Па нели треба под еднакво терето да го носиме, така? Ама не е состојбата иста во Македонија. Што е различно од хрватскиот модел до бугарскиот модел? Што од оваа страна па сега е оштетена друга етничка заедница. Јас сум свесен дека е дојден денот кога ВМРО треба да ги изгласа уставните измени и сакате на секој начин да бегате од таа тема. Не ви проаѓа. Дојден е денот кога господина Азирија, туристите во политиката треба да им ја покажеме излезната варијанта и да бидеме одговорни пред државата. А поентирајте, ве молам, Азири за... Јас сакам да поентирам, а еве, од тема во тема. Јас го разбирам, се разбира. Јас тука не гледам корелација помеѓу подготвеноста на една политичка партија, било која, да изгласа уставни измени и улогата на некоја политичка друга партија, дали е во влада, дали е во опозиција. Алијанса за албанците беше во опозиција кога го изгласавме францускиот предлог. Без наши гласови немаше да помине. Така е. Не ни е битно дали сме во опозиција или опозиција за да гласаме договор, стратешки документ за стратешките определби на земјата. Сега во ова состојба ние реално и како граѓани и како политичка партија имаме одредени дилеми. Дали во наводници борбата на ВМРО кон Дуи дали е фингирана, дали е реална
Како мислите фингирана? Затоа што една политичка партија, како што е ВМРО, силна политичка партија, голема политичка партија, со искуство, што владеела со дуи 10 години. 10 години владееле заедно, неразделени беа. Нели? Сега, скоро 2 години, секојдневно се занимава со Дуи, со Артан Груби, со Али Амети. Може би ова е пиар трик. Или може би тоа само вие да го правите, затоа што затоа имавте 12 пратеници во собранието. Само, ама вака, со вакви упади јас мора да одговарам и ќе се мора да разговараме сега, ќе се одложи после дебатата. Кажете ми која е корелацијата? Дали сакате да ги изгласате уставните измени или сакате да се позиционирате во власта за следните парламентарни избори? И едното и другото е легитимно. Ама тука корелација не гледам. Дали Алијанса ќе биде во власта или нема да биде во власта, тоа да биде предуслов за да се гласат уставните измени. Тоа нема врска. Добро. Тука се испомешани работите. Предпоставувам и ретерирањето и во однос на ставот кон францускиот предлог е во ова насока и занимавањето со Дуи е во ова насока, затоа што едноставно дојде денот кога мора да се гласат уставните измени. Добра. И им треба сега... Да, Костовски, тема, јас само уште ова реченица, извини. Дали гледате што се случува? Ненадејно, значи за 2-3 дена, место главната тема да се уставните измени, главна тема лека по лека во етерот станува Дуи, Артан Груби и Али Амети. Ова не е случајно. Ова не е од незнаење. Ќе го прашате тоа Артан Груби затоа што заедно сте во влада. Кога ќе бидам со Артан Груби, јас со него ќе разговарам. Може би форматот е дека сме двајца колеги пратеници поддржувачи на европската агенда, за разлика од Бојан кој што кој е олицетворение на ВМРО ДПМН и неговиот лидер, знаеме дека љуби да носи многу маски. Јас не сакам ако правиме квалификација на секој ден кажан збор на пресконференцијата да на некој начин се посомневам дека носел маска. Тој децидно кажа дека да, ВМРО ДПМН за влез во владата, прифаќање на уставните измени со одложено дејство и дуи надвор од извршната власт. Што е тука не е јасно. Тоа е прифатливо за Социјалдемократскиот сојуз. Денеска добивте конкретен одговор од страна на Брисел дека уставни измени со одложено дејство е ван паметен, невозможно. Ние прифативме се што може да се прифати. Ние воопшто не сме заложници на тоа колку време ќе ја трошиме власта. За нас, пред се и над се, колку да звучи клише. Меѓутоа Македонија и граѓаните на Македонија е над се. Спремни сме воопшто, Бојан, не калкулиравме со сите тешки одлуки. За разлика од Мицковски ВМРО ДПМН, кој во ниеден момент не се одважи и сега истото го прави. Бега од одговорност. Храбрите луѓе, храбрите македонци носат храбри одлуки. Да, се гледат по рейтинзите на партиите и по изборите. Сега не ме прекинуваме. Сите случувања. Метуваш во збор на... Па не можеме ова растурање пердови, некој треба да го запре ова какафонија во јавноста. Ова се храбри одлуки на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа видовме што значи власт на ВМРО ДПМН во градско опие, во секоја една општина, 40 и колку се. Боже, сачуваш што ќе биде. Да, видовме по анкетата на Индија. Меѓутоа, се е окей. Ние подаваме рака. Братски делиме 10 министерства. Влезете во владата, одважете се, вашиот предлог е прифатлив, вашиот предлог е прифаќање на уставните измени и ние сме среќни заради тоа. Тоа не е предлогот на се надевам дека не сте уплашени од страна на вашето членство, бидејќи ние пратиме по социјалните мрежи какви се напади имаше над Христијан Мицковски, меѓутоа ајде да бидеме вака рационални. Лидер кој што претендира да биде и иден премиер во некое догледно време, треба да носи храбри одлуки. Не може да биде заложник на 2-3 местни комитета. Затоа Бојан, ти си од новата генерација на политичари на ВМРО ДПМН, те молам, реагирај кај вашиот лидер и дајте поддршка на она што значи среќа, просперитет и иднина на нашата држава. На суштината да се вратиме. Два предлога, затоа што сметам дека еве не ги објаснивме. Првиот беше преодна влада без Демократската унија за интеграција во учество во незе и гласање на таквите амандмани кои што повторно во нивно составување ќе учествува и ВМРО ДПМН, кои што би стапиле во сила кога ќе почне гласањето на предпристапниот протокол од сите 27 земји членки, односно веднаш кога Македонија ќе стане членка на Европската унија. Тоа дали може СДСМ да го одобри? Само да конкретен. Да, сега тоа е предлогот број 1. Предлогот број 2 кој што е уште посуштински, ако овој не е прифатлив, тоа е да се отиде на избори на есен.
затоа што вашата Сега партија ти се уште фрлаш не се изјаснила. Избори на есен, потоа барање на гаранција од сите европски институции за зачувување на македонскиот идентитет, јазик и така натака. Разговарање, ние ја преземавме таа врска да разговараме со почитуваната Урсула фон дер Лајен за помош на стопанството и граѓаните од 1 милијарда евра, спроведување на пресудите од Европскиот суд за човекови права од Страсбур, барем 3, нашиот сусед да ете уважи како знак на добро соседство. Потоа влада без дуи, повторно е тој услов и веднаш потоа и при овие услови, веднаш тие уставни амандмани евентуални да стапат на сила веднаш од кога Македонија ќе стане член на Европска унија. Зошто ова го бараме? Заради тоа што веруваме дека на ваквиот начин од условно кажано потенцијален најголем кочничар ќе добиеме најголем сојузник во Бугарија, затоа што вечно ќе расчистиме дилемата која што ние ја имаме и 80% од граѓаните во Република Македонија дека проблемот на Бугарија со Македонија е од идентитетски карактер. Ако не е од идентитетски карактер, во ред, еве ги амандманите, ги имате веднаш штом ќе стапиме во Европската унија, нека ни помогнат тие заедно и сметам дека тука е елегантно решен проблемот. Прво е заштита идентитетот. Меѓутоа не ја каже суштината. Само за кого не е прифатливо? Сега ќе ти кажам. Дали СДСМ може да прифати такво нешто? Еве сега ќе ти кажам, ќе ти цитирам Ковачевски што вели. Ковачевски вака вели. Ете понудив, негова била понудата за министерствата 5 ВМРО ДПМН 5 СДСМ, но уставните измени да важат од втората меѓувладина конференција. Тоа е сега на крајот на годината. Тоа не е прифатливо. Зошто, Мартин? Затоа што ако тогаш стапат во сила уставните измени, до оној момент додека Македонија стане членка на Европска унија, ние вечно ќе бидеме би кажал на некаков начин кочени или ќе имаме можност да ни биде ставано вето. А на овој начин, доколку ние ги направиме овие амандмани да важат по членството на Македонија во Европска унија, тогаш тие кои што сега ни ставаат вета ќе имаат најголем интерес ние да бидеме таму, затоа што тогаш ќе се ефектуираат тие амандмани. А зошто тогаш ќе се ефектуираат амандманите? Затоа што сите 27 земји членки мора да го отворат уставот и го отварале уставот кога станувале членка во Европска унија. Ние бараме истото да се случи и со нас. Се добро звучи, меѓутоа е impossible, невозможно. Зошто е невозможно? Бидејќи 27 земји членки на Европската унија едногласно изгласа преговарачката рамка. Преговарачката рамка е децидна во делот на тоа со вметнување, изгласување и важност на уставните измени се закажува втората меѓувладина конференција. Никаде не е декларативно дека не може да се случи ова. Нема можност и ова е. Не постои никаква можност со преговарачката рамка. Прашањето е и до Азили и до тебе Костовски. Дали се исцрпени? Не. Само влезете, дајте подршка со цел да не тражите нови непријатели, не знам, нови услови, нови пречки. Тогаш зашто барате формирање на работни групи? Еве Маричич пред саат време побара формирање на работна група. Ние веќе формиравме на цел петокот. Па зошто се потребни работни групи ако сте ги прифателе предложите? Значи ние уопште за да ги договориме сите работи со Ама договорени се, излезете кажете првиот или вториот модел и веќе тука е завршена работата. Ама проблемот е друг. Не сакате вие туи да ги испратите во опозиција. Тоа е. Ма туи само стално си каже дека сака да излезе од глава. Вака да бидеме попрецизни, да ја употребувам терминологијата на Бојан. Прво кажа дека нема да има уставни измени со бугарски диктат. Треба да бидеме одговорни, сериозни и искрени пред граѓаните. Македонија не преговарала досега со Република Бугарија, тука со Европската комисија. Бугарските барања и македонските барања се внесени од страна на Европската комисија во преговарачката рамка. И ние тука веќе не гледаме ние бугарски диктат. Имаме така наречен француски предлог, кој е всушност предлог на Европската комисија за решавање на овој спор. Значи, ние веќе имаме работа со Европската комисија. Ние сакаме да станеме дел од Европската комисија, каде што Република Бугарија е една од земјите во тој клуб. И тука завршува приказната. Второ, еве, уште еднаш се потврди дека повеќе тема е ДУИ него уставните измени. Барањето на ВМРО ДПМН, што по моје мислење е некоректно, затоа што и они знаат дека тоа барање не се однесува нити кон премиерот, нити кон било кој политичар тука од Македонија. Затоа што нема инструменти, нема можност. Вие ја браните Дуи повеќе од Сабајле Ардан Груби. Не го бранам, Бојан, а ти знаеш многу добро дека не го бранам. Не ми изгледа. Моите ставови ти ги знаеш, ние сме во собрание 3 години, ги знаеш. Барањето да уставните измени влезат во сила кога Македонија ќе стане членка на Европската унија. Тоа и да сака.
Еве, на пример, кога Мартин би бил премиер и да сака он не можел тоа да го оствари. Можеш ти една кочи зашто сега Не, не прашањето е дали воопшто Знаеш има зошто? простор за да се Затоа што обидеме. не е Кај нас негова работа. професорите и експертите велат дека познава македонската пракса. Само Еве со Британскиот договор само почитуваме, да. само малку. Сега за нешто постои Предпоставка е дека поради сите случувања дека Македонија ќе стане членка на Европската Унија до 2030 година. Сега се поставува прашање. Они велат дуи да оди опозиција, тогаш да се направат уставните измени. До кога дуи да остане опозиција? До 2030 година? А што ви е на вас тоа важно? Апсолутно Добре, многу ја фокусираме дебатата, сакаме за тоа сценарио, но не сакам кондуи. Воопшто не ми е важно. Важно е граѓаните да сватат дека не сте сериозни. Темата од уставните измени, вие се занимавате со Артан Груби и со Дуи, која во овие прилики ирелевантна. А што е целта на тој блеф? Еве, што велите дефокус, некој се прави. Што е целта? Што е целта на тој дефокус што го прави опозицијската ВМРО ДПМН со Дуи? Што е поентата која сака да дефокусира? Тоа од уставни измени, темата на Дуи и преодна влада без Дуи. Сега. На ВМРО и треба тема за да ја замагли реалната тема. Која е реалната тема? Добро. Реалната тема се уставните измени. Ние знаеме пред една година кога се изгласа францускиот предлог. До денот кога се изгласа, имаше протести надвор, десетици илјади луѓе. Нели имаше? Па денот во собранието Урсула фон дер Лајен кога беше со вувузели едно друго, па имаше разни зборувања. Тоа е уставни измени по бугарскиот диктат. Тоа е бугарскиот диктат, Азири. Сега, од тој наратив, сега одеднаш имаме поинаква состојба. Која е состојбата? Што јас ја поздравувам. Си седнуват премиерот Ковачевски со председателот Мицковски. Тоа е работата која требаше да се... модела. Само малку бојам да завршам, те молам. Тоа требаше да се случи можеби уште поодамна. Така. Да не го замајувавме јавноста ние со реторика која едноставно на некој начин и станува пречка можеби за одредени политичари, пратеници едно друго да завземат и можеби и свесна одлука и така натаму. Сака теми за да се еклипсира главната тема. Тоа ми е поентата. И значи билдирање политички поени, затоа што знаете кај нас во Балканот сега да е така. Една караница помеѓу еден пратеник, друг пратеник, лидер со друг лидер, така натаму и гледат добивање политички поени во одреден период. Тоа е. Иначе не гледам никаква релевантност во овој период било која политичка партија, дали е во власта или е во опозицијата, во однос кон уставните измени. Имам подпрашање, но ќе отстапам време да не... Па ете и вие го споменавте тој аргумент, господине Азири, ние за одложеното дејство на уставните амандмани се повикуваме на веќе воспоставена пракса. Веќе имаме во нашата држава воспоставена пракса, еве ако толку сакате, тоа било и во Преспанскиот договор. Како се ефектуираат амандмани и нивната целоисходност во правниот систем со носење на закон, со посебен закон. Значи ние можеме во собрание да донесеме таков закон, затоа што такво нешто нашиот правен систем познава. Зашто вие велите ние немаме проблем со никој друг? Нашиот проблем е во моментов ветото од Бугарија, да не го имало ветото од Бугарија, ние ќе можевме да ги отпочнеме преговорите кои што сега не се почнати. Што е нашата суштина? Немаш работа веќе со Бугарија. Имаме работа со Бугарија. Сега ќе ви кажам зошто имаме. Сите 27 членки на Европската Унија станале членки по критериумите од Копенхаген. Само Македонија има плюс еден критериум, а тоа е историска комисија. И сега ние велиме нема Србија. Нема Србија. Тоа можете да проверите, ве не ги познавате добро ситуациите, немојте да навлегувате во ситуација кои што не ги познавате. И сега видите во таа преговарачка рамка која што вие ја кажувате, имаме еден проблем каде што таа историска комисија и нејзините заклучоци, нема членство во ЕУ. И нејзините заклучоци можат да бидат предмет на вето. Предмет на вето. И сега ние велиме зошто ги бараме овие со одложено дејство, за да не преговараме на две маси, тука да не разговараме за животна средина, енергетика, економија, финанси, владење на правосудство, за да не ни се тепаат Турскиот совет и холандскиот амбасадор да не опоменува, да разговараме за реформи тука и тие историски прашања да се решаваат на едно друго ниво, за да не бидат наша пречка кон
интеграциите во Европската унија. Токму затоа ние велиме Што дека нема да со има ова можност за вето од страна на Бугарија. Јас не сум против. амандманите во Јас не уставот, сум против. ние ќе успееме да добиеме сојузник каде што имаме сега Кочничар. Ситуацијата е многу јасна и ве молам немојте да растурате пердови, да создавате ситуации кои што не се реални. Имате две понуди на маса. И едната ви објаснив и другата ви објаснив. Тие понуди треба некој да се изјасни. Во моментов одлуката е кај СДСМ. СДСМ треба да каже дали прифаќа некој од овие понуди или не прифаќа. Да не заменуваме тези, да не си играме со зборови, ситуацијата е сериозна. Затоа ние понудивме два модела кои што, како што кажав, имаат две суштини. Заштита на идентитетот, кој што навистина најголем дел, вие треба тука ја пропуштивте историската шанса кога се разговараше за француските заклучоците, застанете рамо до рамо со вашите сограѓани кои што го имаат најголемиот проблем од ова, и втората работа да ги откочиме евроинтеграциите кои што се закочени, господине Азири. Рамо до рамо бевме. Застаневме, вие не видовте. Извинете, ја видов вака од 12 од едната на другата страна, па без Костовски ве молам да. Нема потреба во Тоа го видов, таквата да. реторика да придонесуваме за уште поделби, доста сме поделени, време е за обединување, за национална свест и преземање одговорност. Тоа цело време го говориме, бидејќи искрено го мислиме и работиме на тоа. Едноставно мислам дека подадената рака треба да се прифати. Затоа неколку пати кажавме. Трите сценарии што ги понуди претседателот Ковачевски е прифатливо од страна на Христијан Мицковски. Луѓе, да не забораваме, минатата среда беше лидерската среда. Пред неколку дена. Човекот прифати. Сега ќе имаме замена на тези. Сега ќе имаме ретерирање. Тоа не е добро. Јас искрено Но се веќе се надевам препознава дека тоа ретерирање, значи се воведува таа терминологија бугарски диктат, одложено дејство на ВМРО ДПМН јас знае не уште од приметувам самиот Уставните почеток дека измени. воопшто не е загрозен македонски идентитет. Тие цело време зборуваа за некој бугарски диалект. Кај е сега таа приказна? Признаен македонски јазик. Фронтекс го зборуваме цело време, зборуваме на македонски јазик. И сега една приказна се заврши, не успеа во јавноста, меѓутоа држат определен временски период за ситни политички поени од име на друга приказна. Свесни се и тие. И се надевам дека храброста, доблеста, одговорноста на сериозни политичари што се сакаат Македонија ќе ја покажат и на дело. Добро, а тоа има е друго прифатена прашање. рака и заедно рамо до рамо со сите проевропски сили во државата да дадат Еве поддршка Арсен за Грубик уставните рече измени. дека на крајот од месецот ќе почнева постапката, така? Кој го збори Артан Грубик? Зошто Да, преферирате добре, Српска првиот Българија? вице-премиер. Да, крајот Добро, на да, јуни ете, ќе првиот почне. вице-премиер, Цело мада јас ќе време го Артан. споменувам тој кој што ја води владата, затоа што граѓаните знаат отприлика кој ги носи Премиер на одлуките, а владата кој на го Република слуша. Северна Македонија Димитар Ковачевски. Што кога Артан нема да Грубик, имате 2/3 за уставот? Што правиме тогаш? Еве одговори ти. Дали некој треба да превземе одговорност? Веќе многу сериозно треба да размислуваме кога ќе ги отфрлите овие две понуди и Бојана, кога ќе вас ви е тоа инсистирате целта. бугарски диктат, што ќе направиме тогаш кога нема да соберете Целта 2/3, а на една ДПМН година е лажете дека преговарате со да пратеници, издржат некако дека до имате 2024 плачете година. по амбасади и молите за притисок, што кога нема да има 2/3 Бојана, ајде од малце бугарски сериозно. диктат? Ако Па некој- одговориме на прашањето, што тогаш? Значи вака, ако некој Затоа оди што избори се полничи, логичниот след на на колена активностите. ветува, дајте ми ја власта и ќе видите 2024 година веднаш ќе ги внесеме Бугарите во уставот, тоа е Христијан Мицковски Ова е ДПМН. класична лага. Тоа е вистина. Одговори ми што Тоа кога е немате вистина. 2/3. Одговорноста Ама од одговориме на 91 прашањето. па навака е на страната на Социјалдемократскиот сојуз. Ние ќе продолжиме. Ние ќе се бориме за ова, па тоа е нашиот сон, ова е Добро, нашата и ти идеја. нема да Нека имате војуваме со 80 рейтинг пратеници Бојана. затоа што го лажевте народот. Што ќе правиме тогаш? Нели некој прифатил? Нели Прв некој пат се во договорил? историјата, прв пат во историјата, ќе имаме шанса ДПМН да биде кочничар на европскиот сон. Досега имавме странични. Кочница Франција, па Бугарија, па Грција, ретроактивна натрега. Сега за прв пат имаме можност внатре само да се блокираме. Значи да нема не одговор на дозволиме прашањето. да победи рацио, Ќе продолжите да бегате од победи избори. ситно партиски ДПМН-овски поени. Добро, ќе ги прокоментираме тие потребни 2/3 мнозинство за уставни измени. Азири, Би го прашал јас Бојан, што ќе прават они ако немаме уставни измени? Која е нивната алтернатива? Па еве господине Азири, јас ќе ви кажам 3 работи кои што ние сме ви понудиле. Прво нудевме предвремени избори некаде што ќе февруари правите? до март. Што ќе Сега правите? Дали ви ќе ни се одговорам. повтори 2008 година? Да. Не, нема да се изолација и така повтори. натаму? Тоа е еден квалификатив кој што повторно оној кој што не сакате да го споменувам од ваша позната причина го шири. Еве јас ви кажав едно резиме за оваа година и ќе ви одговорам на прашањето. Прво, понудивме некаде во месец јануар, февруар па до март порано да се одржат предвремени избори,
тогаш на тие избори сите партии да излеземе со понуда, таа партија која што ќе победи, незината понуда за тоа како да се реши овој проблем, ќе ги добија најголем дел од гласачите, потоа да ја ефектуира. Не беше прифатено. Почеток преговори со Европската комисија. Понудивме еден хрватски модел кој што само требаше преамбулата да ја дефинира и тука немаше да има поништување на Охридскиот рамковен договор и тоа вие го одбивте и еве го. Ама од кого земавте согласност како да се реши? Сега ќе ви кажам што ќе направиме ние. Кој ви даваше согласност за тие работи? Со европски институциите од Европската комисија. Зборите за невозможни работи, Бојан, зборите за објективни работи, сега мора да не зборуваш. Ова е суштинско прашање. Многу суштинско, да. Зашто господине Азири, зашто би требало тоа е само моја грижа да е. Ја не пратени како јас. Во овој момент еве ви кажувам јавно. Треба заедно со мене и со другите да се грижиме за иднината на земјата. Посилни европски држави кои што не сакаат Македонија да биде членка во Европската унија токму заради тоа што сме една криминална, корумпирана, несредена држава и тоа ни го кажуваат амбасадите секој момент. Која не од вчера години назад изјавата на америчката амбасадорка незината екселенција за корупцијата и на холандскиот амбасадор. Точно се согласувам со вас. Но вие можете мене да ме убедите дека ако некоја од тие најсилни 5 или 6 европски држави, доколку видат дека ние се трудиме, спроведуваме мерки и реформи, не можат за 24 часа со некој дипломат тешкаш да ја убедат Бугарија дека нонсенс е незината блокада кон Република Македонија. Не господине, тоа е нашиот план. Да не молиме наоколу, туку да работиме, да се фокусираме на реформите во нашата држава, затоа што ќе покажеме дека може. Не може да ги тестираме ние вечерва тука. Европската комисија, Европската унија. Дали ја ставаш Германија тие топ силни земји? Секако дека да. Германија со нова резолуција го потврдува македонскиот идентитет. Ние немаме проблем со Берлин, еве ќе ти кажеме на готово, друга работа. Завршена е приказната со Берлин. 2007 или 2008 година Бундестагот исто така усвои резолуција дека Македонија во низините билатерални односи со Република Македонија ќе го користи уставното име, но таа не е уврзувачка, Мартин. Добро, окей. Но таа не е уврзувачка. Таа не е уврзувачка. Ние немаме проблем со Берлин. Дали преговараме со Европска унија или со Република Бугарија? Ние немаме проблем со Софија. И кога таквите држави како Германија, Франција, Холандија или неколку посилни европски држави ќе видат, немој со тие тезите народот Бојан, затоа што овие тези може да те поменат тебе некаде сега да се слушаме затоа што ме праша да ти кажам директно. Преговараме со Република Бугарија или со Европска? Ти одговорив. Немаме проблем со Софија, немаме проблем со Берлин. Значи Софија тука не може веќе да проблем со Берлин, немаме проблем со Софија. И темувам немој со тавтологија. За власт мислам дека ти одговорив на прашањето господине Азири, тоа е нашиот план и ние тоа ќе го ефективираме. Мене ми треба алтернатива. Ова работа не ни чини, не одговара, ова е нашата алтернатива. За жал, ние не гледаме друга алтернатива. Па ја кажав сега алтернатива не е ќе почнеме ние преговори со Европската комисија и ово на ново. Тоа не е алтернатива, те молам. Тоа е губење време и влегување во несигурна зона кој никој тоа не го рече, немојте со такви страшилишта кон народот кога граѓаните по анкетите, односно по релевантните анкети кои што вие ги признавате, особено гледаат алтернативата каде се наоѓа и се изјаснуваат из овие актуелни прашања. Ако не е така, тогаш ВМРО ДПМН нема да има најголема поддршка од сите политички партии, кој што е еклатантен факт. Затоа ви го кажав нашиот излез, еве го нашиот излез преку два предлога даден сега во општеството и сите ќутат, не се прифатени не се прифатени, вие тоа добро го знаете. Не бе прифатени, вие тоа добро го знаете. Вие во владата втората меѓувладена конференција и гласање на предпристапниот протокол од сите 27 земји членки има многу голема разлика. Затоа ви кажувам, и тука проблемот не е кај вас. Вие треба да сте најзаинтересирани да влезете во таа преодна влада. Знаете ли зашто? Затоа што само тоа ќе ви даде еднакви шанси да им се спротивставите на овие дуи, нормално доколку го сакате тоа. Јас вечерва стигнав впечаток дека вие повеќе ги браните нив отколку да сакате да ги загрозите. За сега само ми е јасно. Замена на тези, ова цело време јас ви кажам, ние за нас не е битно дали Алијанса за албанците е дел од владата или не е за да ги изгласа уставните измени. Не знам за вас зашто е битно. Не знам за вас зашто е битно. Ама еве, понудата вие од премиерот, прифатете ја, баравте Дуи да излезе, Дуи ќе излезе. Се ова ретирирање, сеќање назад. Кажете ја втората реченица од соопштението на Демократската унија за интеграција и вака велат: прифаќаме да излеземе од влада, но
веднаш од кога уставните измени ќе бидат изгласани, па потоа немојте, тоа не се Барем уште малку напор и нека го прифатат до крај, нека кажат со одложено дејство излегуваме од влада затоа што господин Азири. Затоа ве не може туи да каже Бојан со одложено дејство. Само сега е на ако не, само фактор дали ќе има одложено дејство уставни измени или не. не. Ги поразиме и албанската опозиција. Таа албанска опозиција во кој што во моментов е признаена од албанските гласачи дека навистина се бори против ова зло кое што 20 години и тука не се амнестирам од одговорност, јаснито мојата партија. 20 години ја има нагризана оваа држава и без е влезена и метастазирана во сите сфери на општеството, ќе биде поразена и ќе биде испратена во историја. Повторно на Дуи се вративме, морав дека кратка пауза да направиме за реклами некоја минута и продолжуваме со вториот дел. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Стојановски, со вас ке почнам. Груби гостуваше вице-премиерот, подпредседателот во студио 10 денеска кај колегата Мишко Иванов. Дословно ќе го цитирам: најави отворање на Уставот на крајот на јули, веројатно тоа е и нормативниот последен датум, ако сакаме да ја стасаме она следна меѓувладина конференција за почеток на преговорите, и вели: уверен сум дека сите пратеници, освен двајца, ќе се за евроинтеграција на Македонија. Па, јас би кажал само дека Дуи по тој момент натака повеќе ништо не се прашува, затоа што тие ги кажаа нивните ставови во моментов. Добро, ова е значи заменик председател на влада. Не, ако ме прашувате мене во таа хиерархија, тој е и над премиерот на владата и по неговото однесување може да се каже тој е уставен судија, тој е градежен инженер и председател на управлачки комитет, нема што не е тој човек. Но еве јас ќе ви кажам, сега СДСМ треба да одлучи дали ќе ги испрати во опозиција или не. Ние го кажавме, повторно ќе кажам, двете понуди се тука и во двете понуди Дуи треба да замене во опозиција, заради тоа што до сега, од кога се на вас до сега, сите оние негативни критики кои што ги имаме од Европската унија безмалку се водени во ресори кои што се водени од нив. Оваа држава, овој народ доволно видел нив и сметам дека доволно и добро ќе им биде и на нив 4 години најмалку да завршат во опозиција. Од аспект на тоа, нашите услови се јасни, доколку ги прифатат овие од владената коалиција, можеме да ги ефектуираме и не имаме проблем ниту со идентитетот, ниту со нашиот пат кон Европската унија. Ваквиот став на вице-премиерот Артан Груби докажува дека овој процес за евроинтеграција и Европски сојуз кој што живее Македонија на 30 години не е процес и обврска на една личност, еден пратеник, еден министер, една владеачка структура, туку напротив на многу генерации претходно и под еднакво одговорност на секој еден пратеник во Македонското собрание, 120, тука имаме двајца пратеници од опозицијската левица кои што еклатантно неколку пати досега одбиваат да дадат подршка. Се надевам дека Христијан Мицковски нема да биде заедно со ДПМН веќе во заложништво на Апасиев, кој со два пратеника некако ја диктираше таа опозицијска реторика во собранието, а овие од ДПМН вешто или невешто на моменти цело време се надпреваруваа кој ќе биде поголем католик од папата, така да повторно ќе кажам, одличен потез од лидерската средба што се организираше, напредок во прифаќањето на уставните измени од страна на Христијан Мицковски. Се надевам дека работните групи кои што СДСМ доследно и навремено ги формираше од невисокото партиско раководство во петокот на седницата на Централен одбор, ден поскоро ќе го направи ДПМН, при што ќе имаме можност да ги договориме сите настани, работи и целата динамика како ќе отераме процесот во интерес на граѓаните. Мицковски е една од поновите изјави, непродуктивно, безцелно би било да се продолжат разговорите вака како што стојат работите. Ова е изјава на партискиот лидер. За година дена на назад имаме многу ретерирање, многу промени на ставови, на изјави. Еве да се надеваме дека Костовски еднаш и Азири, една теза, едно треба, едно треба да ни е јасно и јасно и на вас како владеачки партии. Во овој циклус, во оваа епизода за уставни измени, јасно е дека не можеме да гледаме репризата со францускиот предлог. Дека дел од тој процес мора да биде и најголемата опозицијска партија. Ние цело време оперираме владеачкото мнозинство, имаме потребно мнозинство, имаме мнозинство во парламентот, но уставните измени никако да дојдат на дневен ред, а роковите газат. Реприза од француски нема да гледаме. Што ќе се случи доколку ВМРО ДПМН си опстои на својот став? Повеќе силување во наводници, нели го користам зборот метафорички, на таа демократија не може да гледаме. Ние како политичка партија сме убедени дека
колегите од ВМРО ДПМН се свесни во историскиот момент во кој се наоѓа Република Северна Македонија. Еве велиме се свесни. И ние зборуваме но каква според правда нашите може да се очекува според досега од ова што го гледаме? Ние зборуваме според нашите обидувања. Дури нашиот председател пред повеќе од еден месец на ТВ21 беше кај Борјан Јовановски, кажа дека и он е убеден дека сите пратеници на ВМРО ДПМН ќе ги изгласат уставните измени. Сега предпоставувам, овие обидувања се од нашето мислење и нашето знаење, читање на политичките текови, значи улогата на меѓународната заедница, и јас себе како пратеник, како личност, познавајќи ги голем дел од представниците на ВМРО ДПМН, убеден сум дека таму има европска визија, ја сакат Македонија во Европската Унија, има интелектуални сили кои ќе смогнат сили во овој период да помогнат на раководството на ВМРО ДПМН и да донесат одлуки во однос на стратешките интереси и приоритети на Македонија. Јас сум повеќе од убеден дека поголемиот дел и од членството, и од представниците, и од пратениците мислат дека уставните измени треба да се гласат. Моје убедување, не дека имам некои информации, убедување. Затоа што едноставно сите не ја сакаме репризата од 2008 година. Сите знаеме, уште полошо кога немаме друга алтернатива. Кога би имали алтернатива од другата страна, ова нема да се прифати, ова ќе се прифати, тогаш би можеле, би имало простор да се разговара. Ама да, ајде Костовски кратко и одиме. Да, кратко само да кажам дека во однос на тоа што многу често досега зборувавме, излегува на површина дека токму Христијан Мицковски е носител и предводник на европското крило во ДПМН. Зошто го зборувам ова? Аналитички гледано, ретроспективно на денот на лидерската средба, подпредседателот Тимчо Муцунски каже дека извршниот комитет му дал овластување да не прифати, меѓутоа Христијан Мицковски ги прифати уставните измени, прифати влез во влада, со тоа паднаа сите шпекулации, сите подписи на нотарски изјави, подписи на пратениците и тоа е одлично. Затоа јавноста се уверува дека можеби Христијан Мицковски е носителот на тоа проевропско крило на сметка на останатите подпредседатели. Тоа јавноста ќе суди и цени во следниот период. Па добро, ајде вака сега да почнеме од последново, затоа што има фактографија која што тоа го докажува, нека ги отворат граѓаните изјавите. Подпредседателот Муцунски рече дека му даваат подршка на председателот за немање уставни измени под бугарски диктат. Пуштете ја пресконференцијата на Христијан Мицковски, меѓу првите 10 реченици тоа не прифативме измена под бугарски диктат. Понатаму за работните тела, тоа што го кажавте, нема поента да профункционираат заради тоа што едноставно не се досега прифатени понудите на ВМРО ДПМН кои што се дадени во јавноста. Ај прецизирајте оваа позиција на ВМРО ДПМН, СДСМ заседаваа партиските органи, се формираат работни тела. Денеска имаме повик од Европската комисија, од САД, која вели да се седне, да се продолжи диалогот. Што значи ова за диалогот? Мислам, прецизирам, нотирам на релација СДСМ и ВМРО ДПМН. Па нета, знаете како сега, ја мислам дека нема потреба ние да формираме работни тела за нешто за кое што е толку јасно и за кое што треба да се одговори прифаќам, не прифаќам. Тоа е само купување на време, кое што од позадина па имат сосема друг интерес за кој што ќе дојдам. Еве вака сега. Се шпекулираше долго време во јавноста, проевропско крило, вакво крило, такво крило, убеден сум ке гласаат, нема да гласаат и не одговорија на прашањето. Еве брзо доаѓа моментот. Ако инсистирате уставните измени да се случат по овој диктат, нема да се случат, нема да има 80 пратеници, што ќе правиме после тоа? Сега, тука се поставува едно друго прашање, кое што сметам дека е општествен проблем и за кој што меѓународната заедница треба особено да бидат заинтересирани. Кога имате вие две понуди во јавноста, кои што исклучиво го решаваат проблемот за закочувањето на евроинтеграциите, и доколку имате еден таков пример за одложно функционирање на уставни амандмани, веќе го споменам по принципот на Преспанскиот договор, и ако не го прифатите тоа, тогаш меѓународната заедница и општеството ќе постави две прашања. Првото,
Дали е ова заради тоа што дуи наместо да е коалиционен партнер е бизнис партнер, и второ, дали некој непринципиелно ветил на некоја политичка сила во Бугарија дека без разлика на се ќе направи се што може за да не се случи откочување на европскиот пат кон на Република Македонија кон Европската унија. Така да ова е симплифицирано и како што кажав и тоа што вие го кажавте, нема што да се седнува и да се разговара, тоа е еден начин да се договлечи темата за ништо на крај да не се случи. Понудите се тие, овие се последните позиции на ВМРО-ДПМН, ги знаат со односите на силите, доколку не се изгласаат уставните измени на начин на кој што тие ги притискаат, народот ќе види и ќе мора да одиме на предвремени парламентарни избори. Тие избори ве молам, за околу изборите последно прашање ќе биде. Дали внатре-партиски монолитен ставот имате единство или има различни информации и шпекулации дека сепак постои разединетост во однос на ставот на високи функционери на партиско раководство како да се поставите кон уставните измени, бидејќи иако сте опозиција, вие сте сега клучот и вие ќе го носите товарот од тие одлуки, последици од таквите одлуки. Не случајно мислам дека американскиот сенатор кој беше пред 5-6 дена, сенаторот Марфи, да, јас бев на таа средба. Имаше порака која дословно мислам негова беше изјавата: без уставни измени земјата оди во рикверц, се враќа назад. Порака до ВМРО-ДПМН е 3-5 години. Видете, не беше таква пораката. Не. Експлицитна. Јас бев на таа средба. Или холандскиот амбасадор не ме држите за збор, цитирам изјава. Добро, тогаш ако зборуваме за секако многу дипломати помина, многу изјави се дадоа, сите пораки се исти. Значи прво на прашањето ве молам дали внатрепартиски имате ние тврдиме дека иста. Не. Јас ве уверувам дека 100% сме на истиот став. Има еден начин на нета тоа да го провериме, нека организираат седница во собрание, нека закажат, нека го стават на дневен ред и да гласаме и да видиме. Тимчо Муцунски не е пратен? Сега за Тимчо Муцунски ставовите негови се секој ден на телевизија Па јасно искажани. неговата пресконференција не кореспондира со изјавата за 3 сата подоцна од Христијан Мицкоски. Излезе Тимчо Муцунски, кажа извршниот комитет му даде подршка на председател да разговара за да нема уставни измени по бугарски диктат. Отвори изјавата на Христијан Мицкоски, несериозните се тезите, лажливите се тезите, Растор Шпердови и вакви несериозни изјави понатака во емисијата нема да коментирам. Па не коментира. Зашто е отворена лага? Сега мислам несериозно. Знам дека може да ги пуштат лесно од телевизија, па неколку пати сум те фатил на лага во дуели, нема сега да го спуштам нивото. Ти воопшто не си ме фатил во лага, ако некој изнесува лаги цело време Бојан Стојановски во ВМРО-ДПМН, знам дека не ти е лесно, дека не можеш да одбраниш нешто што можеби најголемото разочарување беше во вашето гласачко тело, меѓутоа охрабри се, млад човек си, млад политичар, заедно со Христијан Мицкоски приклучи се во европското крило во ДПМН. Нема да коментирам на. Најдобро. Да, но и вие како владеачко мнозинство ќе дојдете до тој свршен чин кога ќе треба да кажете не е потребно мнозинство и уставните измени како процес нема да се истуркаат и веднаш потоа ќе дојде моментот за редовни или предвремени избори се. Воопшто не е на нас страв, дилема, калкулација кога ќе бидат парламентарните избори. Дали ќе бидат предвремени, дали ќе бидат во редовниот рок. Фокусот тоа може кој што сака да зборува, меѓутоа граѓаните најдобро го знаат дека СДСМ многу се потроши во делот на европската интеграција на државата. Ние во последен на томо телото ќе го дадеме од нашата енергија, нашата капацитетност во политиката да успеат овие уставни измени, да продолжи европскиот пат на Македонија со отварање после втората меѓувладина конференција. Се надевам, оптимисум, верувам во големото да наспроти малото не на ДПМН дека уставни измени ќе има. А околу предвремените избори малку Азили да прекоментираме? Јас кажав пред малку дека приоритет на сите приоритети во овој период треба да се уставните измени. Треба сите наши сили и целата наша енергија да е насочена кон тој процес. Алијанса за албанците е сериозна политичка партија која е спремна да одговара на сите предизвици што се во политичката сцена во било кое време. Но не мислам дека треба заради подготвеноста или неподготвеноста на некоја политичка партија да брзаме со прогласување на предвремени парламентарни избори, затоа што ризикуваме историски процес со историско значење за иднината на земјата. Може би гласи како клише, но верувајте дека
најбитен момент во историјата на ова држава може би е овој период. Период кој што следува, затоа што едноставно ние, имајќи ги предвид сите случувања и во нашиот регион, и подалеку од нашиот регион, и влијанијата од страна во особено во малите држави како што е нашата, не е се исто дали ние ќе бидеме под закриле на Европската Унија или нема да бидеме. Не е се исто дали европските земји гледат кај нас на партнер со голема доверба или имат двоумења за нашите стратешки определби. Јас го слушав колегата Бојан и он знае дека НАТО и Европската Унија не се иста работа. Не се иста работа. Европската Унија е процедура која мора да се запази за да стане членка на тој клуб на земји. НАТО е сосема друга приказна, знаеме, воено-политичка организација. Во процесот на членство на НАТО може би имало простор и за такво толкување, и за одложено дејство и така натаму. Европската Унија има друг процес. За членување во тој клуб на земји има друг процес. Пазете сега. Ние макамачевме и се нервиравме сите кога еднаш Холандија кочеше, па Франција од 2005, па Франција кочеше, ние сите бевме нервозни и сите укажавме со прст дека проблемот не е кај нас, туку проблемот е кај земјите на Европската Унија. Сега испадна обратно. Прашањето е дали предвремените избори ќе бидат решение за да излеземе од овој ѓорсокак? Апсолутно не. Дури ќе влеземе во подлабока и економска и институционална криза. Ќе влеземе можеби и во стратешка криза затоа што немаме одговор. Ова ни е алтернативата, ние го прифаќаме. Соединетите Американски држави велат зграбче годенот. Европската комисија исто така, сите наши пријатели велат така. Сега не знам кој е таа друга сила што вика дека не треба да се изгласат уставните измени. Ве молам, треба сите да сме свесни. Не се прави политика со ова работа. Не се добиват поени со ова работа. Целиот регион 30 години се спреми. 30 години регионот лека полека за да дојде денот кога ќе ги почнеме преговорите. Азири Стојановски, ајде вака во името на таа прецизност, значи ВМРО ДПМН нема ништо против уставни измени и внесување меѓу другото и на бугарите во уставот, но не под овие услови. Дали кажувам точна реченица? Со одложено дејство веднаш од кога Македонија ќе стане членка на Европската Унија и со тоа што бараме во духот на добрите меѓусоседски односи, истото така да се случи тоа и во Бугарија со прифаќање на некои од пресудите од Европскиот суд. Сега ова е ново што го споменувате, ова тоа е во вториот модел. Сте го говореле, да, сте го говореле. Вториот модел, да. Затоа што добросетството е двонасочна улица. Ако ние го признаваме тоа малцинство, таму има многу повеќе македонци од оние 3700 бугари кои што се тука изјаснети на официјалниот државен попис каков таков, па веруваме дека и тие луѓе таму треба да добијат елементарни права, барем да имаат клуб кој што нема самата општина да им го за 24 часа. Хипотетички, ако пропаднат сите надежи и обиди за некој договор помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, што е планот, односно не? Прашањето ми е дали вие гледате решение на проблемот во предвремените избори. Го тргам на сценарио што ви е понудено преодна влада која треба да ги организира и така натаму. Конкретно распишување на предвремени избори. Дали таму лежи клучот на овој политички контекст и проблемот? Да, и затоа ние на самата лидерска средба сме понудиле 3 датуми, едниот е во септември и двата во октомври, на кој што земено темата колку е актуелна во општеството, неминовно ќе биде сите политички партии да понудат решение и партијата која што ќе победи, а тоа несомнено ќе бидеме ние, потоа ќе биде обврзано тоа решение да го имплементира за да ги откочи евроинтегративниот процес на Република Македонија. Жалам што тоа не се случи на почеток на годинава, сега можеби и ќе го фатевме тој рок за да ја почнеме официјално преговорите, затоа што на лидерската стана јасно дека не се започнати, но ако не се изгласа, нема да се изгласа заради тоа што гледаме какво е расположението, веднаш потоа треба да се распишат превремени избори и потоа нова власт предводена од ВМРО ДПМН да ги превземе. Сериозна оваа ситуација по некоја, еве да кажам,
скриена еуфорија дека сепак беше постигнат договор на лидерско ниво или барем се гледаше некоја надеж во изјавите дека ќе се дојде до договор. Сега некако еве новинарски мислам дека повторно има оддалечување на позициите, колку да сакаме да велиме дека Мицковски прифатил пред 4-5 дена. Костовски, колку е веројатно сценариото за предвремени избори? Еве дури и опозицијата лицитира и со септемвриски 2-3 датуми. Можно да имам септември предвремени парламентарни избори, под еден услов, ВМРО ДПМН да ги изгласа уставните измени, одма утре одиме на предвремени парламентарни избори. Ова вака како ова е да барам нешто да не го најдам. Ова е тоа. Исто како да ова е она уставните измени. Па би кажал оправдување на Димитар Ковачевски на Централниот одбор пред сите тие 130 луѓе, на кои што треба да им објасни зошто доброволно ја предава власта без при тоа да отиде на избори. Ова е тоа објаснение. Ама нема така да спинуваш што се зборувало на Централниот одбор. Па тоа се информации од луѓе кои што биле внатре, се јас не верувам дека спинувам. Имам информации дека имало караници големи меѓу подпредседатели Мицковски за тоа што добро, ајде да одиме на избори па да провериме која партија е монолитна. Ајде да измени утре ден тоа да се за тоа ти е одговорено и сметам дека си несериозен. Ако сте сигурни во делот на вашата популарност, охрабрете се за ова. Сега еве Артан Груби ќе ви каже кога да гласате, нема да се изгласат, па ќе не сакале или не ќе на избори, па народот ќе ви каже што мисли за вас. Емисија. Тоа ми сам јасно многу. Азири, долго време си на политичка сцена, ајде уште еднашка за твојата политичка проценка, бидејќи јас себе по оваа емисија не можам да дадам некоја контура што би се случило, а секако ситуацијата има сериозна тежина, рокови веќе нема, некој значаен простор за маневар нема. Ќе биде во среде лето сите овие политички турбуленции, можеби тоа за дел од граѓаните на одмор па ќе куртулат од дневната политика, но ќе остане товарот да се реши оваа ситуација и последиците по неа се разбира. За жал, јас не би сакал ова работа да се третира како дневна политика, но сериозно да го завземат третманот што реално го има, што се однесува до придонесот на интегрирањето врз граѓаните и нашата држава во целина. И јас реално не сакам да преюдицирам што би се случило кога не би се гласале уставните измени, но мене ме вака, кога што можам да читам, ова ретерирање од првичната изјава на председателот на ВМРО ДПМН после другите истакнати членови на партијата, се некако изгледа дека има внатре партиски проблеми и внатре партиски несогласувања што се однесува до ова работа. Затоа, неслучајно пред малку кажав дека јас сум уверен дека кај нашите колеги има силно интелектуално крило, има луѓе, пратеници кои реално мислат дека треба да се поддржи ова насока на политика на действување, треба да се изгласат уставните измени. Јас очекувам средбите да продолжат, затоа што тоа е единствен начин, најдобар начин да се усогласат ставовите, да се разјаснат работите. Сите ние како пратеници, како политички партии, што ќе биде во наша можност да допринесеме и процесот да заврши успешно. Не ни треба во овој процес триумфализам, не ни треба триумфализам. Сите треба да сме свесни дека ова го правиме за граѓаните, за државата, за регионите и за Европата во целина, ако сакате, и поширокото влијание. Затоа нема место за триумфализам, нема место за морализација безпотребна, нема место нити за деморализација, туку треба сите свесно, одговорни, со гласовите што сме ги добили од граѓаните, затоа што ние како политичари се разликуваме од другите луѓе според нашиот капацитет за донесување на одлуки. Ако немаме доблест и капацитет за донесување одлуки, не треба да се занимаваме со ова работа. Добро. Затоа и преска не се согласи со колегата Бојан, кога бараше одговорност само од оваа страна, ако не се гласат уставните измени. Зошто сам јас да носам одговорност? Или зошто само Мартин? Ние сме 120 пратеници во собранието. Сите имаме одговорност ние. Што ќе правиме со државата? Независно дали сме од опозиција или опозиција. Не може одговорност да превземам за нешто што сум кажал дека е негативно. Ама може да сносиш одговорност за тоа што не си потпишал, можеби. Не сум учествувал во тоа, сум кажал дека не е во ред, како се јас да сносам одговорност за некој што потпишал. И за мене ова се однесува, ако пропуштам
ако пропуштам некоја, еве, ние како политичка партија, јавноста знае дека ние ќе се трудиме со сите демократски инструменти, со целата процедура што го овозможува собранието, 20% да се избрише од уставот, за да стане албански јазик. Како секаде во светот каде што е. Ама ние како партија сме кажеле дека нема да условуваме гласање на уставните измени со ова. Јас би очекувам, како што лидерите на политичките партии кажале дека немат ништо против, како председателот на државата кажал дека нема ништо против. Јас очекувам сите политички чинители сами да кажат да и ова да го бришеме и да не се вратиме веќе на овие Азири, само кратко ве молам, прокоментирайте денески од кај став и вие дека сте подготвени да напуштите владата во момент кога знаете како? Како прво, јас не верувам дека во Северна Македонија има некоја политичка партија која треба да игра улогата на морален авторитет и да каже која партија треба да иде во власт, која во опозиција на арбитрарен начин. Како второ, ако очекува некоја политичка партија, било која, од Алијанса за албанците дека ќе се однесува вазално, е во голема заблуда и во голема грешка. Ние имаме органи и автономно ги донесуваме нашите одлуки. Како трето, ние свесно влеговме со сите ризици, свесно влеговме во владата за да ја дадеме шанса на процесот. Ве молам, имаме една минута до одјавава, да ми прокоментирате денешниот партиски став на вашиот лидер. И Алијанса е подготвена да излезе од власта во име на уставни измени. Уставните измени мора... Стојановски вели блеф. Јас не се мешам во неговото мислење, граѓаните ќе проценат. Уставните измени треба да се случат, независно дали Алијанса за албанците е дел од власта или е во опозиција. Ние гласавме, француски предлог е донесен со 68 гласа. Ова е доволен доказ дека за нас не е битно дали сме дел од власта или дел од опозицијата, за да гласаме одреден документ кој што е во полза на државата. Тоа е појасно од ова нема. Имам подпрашање, но мораме да завршуваме. Колегите малку од режија да здивна, да направат пауза пред вечерните вести. Почитувани, тука е крајот на емисијата. Веројатно оваа тема ќе доминира на информативните програми во овој период, се додека не стане известно што ќе се случи со самиот процес на уставни измени. Тука се одјавувам, пријатно.